По поплавите свлечиштата се нов проблем за делчевчани. Поради лизгање на земјиште во населбата Трети реон, постои опасност да се срушат две куќи. Нивната статика е нарушена. Локалната самоуправа чека насоки од Центарот за управување со кризи и други институции, како да се спречи лизгањето и да се заштитат домовите, на кои им престои опасно содрушење. Од едната куќа е оддалечена негде 10 на метри, од другата куќа е оддалечена 20 на метри. Тоа се куќи на две страни од истиот цендек, едната погоре, едната подолу, и да можеме навремено да реагираме да не настане поголема штета и да не дојде до некој несакано рушење на куќите на луѓето. На вчерашната седница на влада е разгледан извештајот што Делчевската самоуправа го достави до Министерството за транспорт и врски. Само санацијата на раскопаните и пресечени улици ќе чини 1 милион евра. Дополнително, ќе се утврдува и штетата на атмосферската канализација. Каква одлука ќе донесе владата, ќе се знае во наредните 2 до 3 денови. Бара законска можност, правна можност да задолжа дали Македонија па дали не знам која институција или која јавно предпријатие за да може во најбрз можен рок да ги санира штети. Поплавата во Делчево зад себе остави голема материјална штета, а на тест ја стави и солидарноста. Општина Делчево отвори донаторска сметка, неколку општини најавија финансиска помош, а Унијата на жени на ВМРО ДПМН низ целата држава организираше донаторска акција за собирање на храна и средства за хигиена.